Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Председателот Барак Обама, зборувајќи на одбележувањето на 10-та годишнина од терористичките напади, рече дека деценијата покажала колку се отпорни Соединетите Американски држави. Еве повеќе. These past 10 years have shown America's resolve. Изминативе 10 години ја покажаа решителноста на Америка да ги брани своите граѓани и начинот на живот. Дипломати служат на најдалечни места и професионалци од разузнавањето работат неуморно, без да добијат признание. 2 милиона американци заминаа во војна од 11 септември. Тие покажаа дека оние кои не нападнаа не може да се сокријат од раката на правдата каде било во светот. А нашиот колега Јане Бојаджиевски вчера излезе на улица да види како размислуваат вашингтонците по една деценија од денот што за секогаш ќе одбележи историјата на оваа нација. Еве што велат тие. 11 септември, 10 години подоцна. Да не се заборави. Дали животот на граѓаните во Соединетите Американски држави е побезбеден? Стравуваат ли од евентуални напади од Ал-Каида? Вашингтон и Њујорк го мина одбележувањето на немилиот настан, со како што објавија кредибилни и специфични терористички закани. Бевме нападнати без причина, затоа извикуваме во еден глас. Никогаш нема да заборавиме. Вакво чувство се стекнува при разговор со анкетирани американци по улиците на Вашингтон. Well, I think it maybe brought the country closer together and Тој ден ја обедини земјата. Имаше зголемено чувство на патриотизам. Работите ги сваќавме како да ни се подарени, но сега сме повнимателни од аспект на безбедноста. I think that we've shown ourselves to be very resilient people. Ние покажавме дека сме отпорна нација, но малку повеќе отколку што е потребно стравуваме, отколку што бевме во минатото. We're maybe less of a cohesive society. Не сме толку кохезивно општество. Повеќе сме екстремни на двете страни од спектарот. Има многу несогласувања во нацијата. Американците ја одбележаа 10-та годишнина од терористичките напади на 11 септември со песимистичко расположение, особено поради забавената економија во државата, барем така наведуваат анкетите. Магазинот Time пренесе анкета во која покажува дека дури 71% од анкетираните сметаат дека земјата се наоѓа во многу полоша состојба отколку пред една деценија. Слично истражување на Галуп изнесе дека 88% од американците веруваат дека земјата се движи во погрешна насока. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Речи си 30 години, кулите близначки на Светскиот трговски центар беа обележие на њујоршкиот хоризонт. Тие беа 110 ката високи и символизираа моќ и оптимизам. Монументалниот комплекс беше во срцето на њујоршкиот финансиски центар. Но кулите беа и повеќе од тоа. Тие стана обележие на популарната култура. 3 децении. Тие беа слика што се појави во многу филмови. Следат неколку минути прошетка по кинематографското гледање на кулите. Во 1978-та светот гледаше кога Супермен, американскиот херој, носеше вистина и правда на метрополата. Ова беше првиот од филмовите за Супермен, покажувајќи го Кристофер Ривз со црвена наметка и челични мускули. Светскиот трговски центар беше позадината. Тоа сумаризираше одреден вид на американска грандиозност, не грандиозност на старото, не грандиозност на традицијата, зашто тие беа многу нови и модернистички во дизајнот, туку грандиозност би рекол на американската моќ. Со години филмскиот критичар Дейвид Стерит живеел веднаш до кулите близначки. Тие се во драмата Wall Street и на отварањето на горење на суетите на Брайан Де Палма. И двата филма ја нагласија ароганцијата и алчноста на Wall Street во 1980-тите. Во 1979-та беше ремейкот на Кинг Конг. Со джиновски горила кој се качува на кулите близначки, а не на Empire State Building како во оригиналот.
Кулите исто така беа поврзани и со романса, како во филмот од 1987 на Лудничав, во кој се зборува за носталгијата за челични згради во Њу Јорк. Приказната се врти околу Лорета Касторини, италијанско-американска вдовица која се влюбува во пекар со една рака од Бруклин, што го игра Николас Кейдж. Во еден поетски момент, полна месечина грее над живописната бруклинска населба на Лорета, растреперувајќи ги срцата на незините италијански жители, додека кулите светкаат во позадината. Кулите се присутни и во филмови за катастрофи. Како во Ден на независноста на Роналд Емерих од 1996 каде вонземјани уништуваат едно по едно обележја на Америка, меѓу кои и Светскиот трговски центар. Во некој случај Стерит вели дека режисерите ги извадиле сцените што ги покажуваат кулите, за публиката да не биде вознемирена. Еден пример за тоа е од филмот Спајдермен од 2002. Стерит вели дека овие интервенции се патронизирачки. Дейвид Стерит вели дека празнината најдобро се гледа во криминалната драма од 2002, 25 час од Спайк Ли. Камерата се фокусира на два паралелни снопа светлина од местото каде кулите некогаш стоеле. Ампутиран Њу Јорк кој се уште ги чувствува своите екстремитети. Ако во последно време сте имале тешкоти да врзете крај со крај, дури и со храна за семејството, не сте сами. Гледајте на утре. Проблемот е глобален. Од регион до регион може да има мали разлики, но цената на храната, ова е официјално, нема да се намали. Заплатите, овој пат не зборуваме. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се за денеска. Следете на и на интернет. Адресата е glasnaamerika.com. До гледање.